сабота, сончев ден. Ако денот по утрото се познава, се мирисаше на прекрасен ден. Ама буквално ви велам, се мирисаше прекрасно. Да не си ја пипнал? А, чормал. Не е за сега. Како мислиш не е за сега? Ова е мојата омилена, така? Да. Кога ќе јадам? До ручек не смееш да ја пипнеш. Те молам. Ти видам дека секи знам од ручекот. Ти имаме гости, љубов. А што ако само едно парче? Не може. После ручек може. Не ме интересира, ова си е моја торта. Треба да се прави само мене кога ми е роден ден. Твоја? А на твоите роден дени другите гости јадат од тортата, не само ти. Тато ме замоли да ја направам за гостите. Какви гости? На татко ти роднини од село. Село? Да, многу убаво. Покрај езеро, близко до Охрид. Не знам дека имаме роднини таму. Па се немаме видено одамна. Уште кога беше бебе. Не ме интересира, ова си е моја торта и не кем некој да ме ја јаде таму од село. Соки, што е важно од каде се? Имаат син, колку тебе, се вика Стојанче, ки си имаш друштво. Уште е полошо. Зуки, врати се назад. Не сакам да знам ништо за него. Кај ќе ми јаде тортата, плюс ќе ми го чепка телефонот ако не успеам да го скријам. И сигурно нема да ти го изеде телефонот. Ама тортата ќе ми ја изеде. И не кем да се дружам со деца таму од село, сигурно мирисаат на животни. Ќе ми ја усмрти цела соба. И ќе јадат мојата торта. И што ако е некој дебел како Боки, ќе изеде цела. Зуки, засрами се. И не ме викај века љубов. Зоки не е толку лош и полн со предрасуди, а и не знаеше што може да очекува од еден гостин од село. Ова му се чинеше не само што нема да биде совршена сабота, туку ќе биде ужасна ужасите. Не, Горила, што правиш? Еве, фрон пекада. Еј, си купил пекада? Не бе, на телефон. А сакаш да играме фудбал? Ајде бе, важи, доаѓа. Нека име кај тебе. Зошто? Ќе ти кажам кога ќе се видиме. Да не си казнат. Не сум. И па зошто? Ти реков ќе ти кажам. Ајде, окей. Еј, ќе идам кај Гоки. Добро, само... Татко да поразговараме, може? Чекај, пак за Стојанче? Што сега? Девала? Кради играчки, гризе за врати цица крв. Ајде, престани. Баш за ова сакам да разговараме. Значи, не е убаво овака да се однесуваш. И да бидеш полн со предрасуди. Мамо, договорен сум со Гоки, ме чека. Зоки! Зоки! Искрена насмевка, подадена рака, неспротени игри од утро до сам мрак. Ајде така, напад. Ајде. И ми ја одбрани. Абе, голема работа, гостин. Ја позапомислив кој знае шо. Ако не кажеш да го заподнеш, седи кај мене на ручек. Не, бе, моите ќе се лутат. Па да смислиме нешто. Ај, играј. Некој победникот игра со Боки. Со Боки, не знам за како ќе дојде и он. Па и он не е другар. Не сте скарани. Нема некого викаше мене не. Па ти се јави прв бе, Нинджо. Шо ти е денеска, Нинджо?
Знам што ти е. Кривата е дека губиш 2-0. Само да ја фатам топката со Меси, ќе видиме тогаш кој ќе губе. Тоа бе 3-0. Се предаваш? Не, и не се сили уште на половре. Значи, мислев да ти кажам што ми, ама не ми се зборува пред Боки. Па и Бока не е другар. Something serious, Ninja? Не го иди отвори. Мајка ми ќе отвори, само ти кажи на брзина шо е. Ова не може да се каже на брзина, за ова треба да се смисли план. А Боки дава многу глупи идеи. Кај сте бе? Може сокче? Има Кока-кола? Не. Само свежо цеден портокал. Па може, ако нема нешто друго. Што ќе ти тебе? Ninja, во има некој проблем. Добра, и тебе ќе ти кажам. Шо бе, некој те закачал? Не, уште полаш. Ке дојде кај мене дома. Кој бе, чудовиштето од подрумот? Не, од село. Катастрофа. Брат ми еднаш кога беше у село и го искаса 1.000.000 болви. Не да ми јас за село, тој дојде кај мене. Слушай, ако ти дадам се болви дома, ќе го искржам. И дома ја иде контрола види 3-0 што води. Не, се уште дојде, не ви чекам. Деца уште играат? Па затоа и ти звонев. Значи, полни се со предрасуди. Сакав да зборувам со Зоки, ама ми побегна. Знаеш, ми е страв после ако си играат заедно да не го навредат детето. Еве ги звона. Ајде, нека не се задржува Зоки многу. Чао. Сакаш да го истекам? Ninja, прав беше дека овој само ќе дава глупи предулози. Како први како ќе го истепеш ако е поголем од тебе. И плюс селските деца се појаки и ти ако носиш по цел ден волови на пасење, ќе имаш мускули ко Black Bolt. Дорог е бојак. Зоки, се јави мајка ти, те вика на ручек. Уште малце и тргам. Ninja, ако му ја дадат твојата соба, Како да му ја дадат мојата соба? па не дадат твојата торта, така? Да, мали размисли. Манки во право. Не ме вика бе манки. Горила може, а манки не може, а? Дечка, не се карайте, имам проблем. Ајде би игра, гледа канта. Даваме канти, шуше еден. Ninja, бе, ако му ја дадат твојата соба, big deal, ќе спиеш кај мене. Ама нема да му ја дадат мојата соба. Затоа ви реков треба да смислиме план да не му текне пак да дојде тука. Дечки, не икам да ве прекинувам, ама Зоки го чекаат на ручек. Идам за минута. Ја имам еден план. Само за лоша работа ти е планот. Сакаш да го чуеш? Ако е без степања, кажувай. Не, болje е. Немам еден план, туку имам два. Првиот е... Секој ден со плачење си одев дома. Ео не. Чекај, но работа почна ли? Знаат, Добро. Еве го и Зоки. Здраво, Зоки. Ова е тетка Снежа, ова е чичко Коста, а ова е Стојанче. Здраво. Стојанче ти е втор братуче. Сега ќе се израдува сигурно. Зашто да се израдувам? Ти имаш друштво. Да, Стојанче останува на спиење кај нас вечер. Неговите се тука во Скопје да завршат некоја работа, а тој ќе биде кај нас. Таман да си играте, да се запознаете, а? Брачет, ако не е проблем за Зоки. Да, работа не е. Не бе каков проблем. Добро, брачет. Не. А тој веќе ми бараше, братче? Не братче, туку брат, да сум Да, му родила брат. поголем брат. Поголем! Вика, ако имам брат, да биде колку мене. Аха. Да, може да се играме веднаш. Не сакам некој бебе тука да ми плаче во соба. Или да ми мирисаат пелените. Тогаш имам само 4 години. Може уште едно сокче? Не, фала. Сигурно? Тогаш бев мал, имав 4 години. Да, тоа беше одамна. Сега си веќе голем. Ајде. Ајде, стан. Зоки,
Те молам донеси ми една чаша за сок, љубов. Барем пред гости не ме вика љубов, те молам. Добро. Ова е мојот специјалитет. Чоколадна торта со мелени бадеми и лешници. Браво, браво, браво. На Зоки омилената. Еднаш кога беше помал, мислам одамна многу тоа, исто вака собрани на гости и тој од страх дека ќе има само за гостите, за него нема да има, излезе надвор, сазвони, влезе, се поздрави, здраво, здраво, јас дојдов на гости, да ми дајете сега торта. Тогаш бев мал. Таде. Мамо, може да Стојанче да дојде со мене кај Гоки? Може? Супер, тама ќе го запознаеш со другарите. Прво ќе го прошетаме малце низ мало, пак идеме да играме. Стојанче, може ли сине? Може. Тебе кај су ви? Бе. Селјак. Да не се плашиш да се возиш со лифт. Дека на некој деца што се одсело има страв. Не ми е. Да запознам, ова се Коки Боки, моите најдобри другари. Здраво. Вие кај вас во село имате лифтове? Нема, па не дека ни требаат. Како не ти требаат? Тие што живеат погоре, како се качуваат? Па немаат згради, бе глуп. Немаме згради, само куќи. А имате кино? Немаме. Ние имаме то неколку, 3D. Натре може да гледаш со 3D ночари. Они па многу знаат што тоа 3D. Немате не булевар, така? Близо до Охрид, таму има и булевари, згради со лифтови. Те гледате, немаат ни булевар. Сигурно немаат ни автобуси на дваката. Што ќе им се автобуси ако немаат ни автобуски станици? Тоа нема ништо. А имате коња? Имаме крава и еден вол, имаме и едно магаре. И ние имаме едно магаре. Да знаеш, после нема да играш кај мене. Ние имаме река, голема, тврда. А се капите во неа? Не е чисто. Ние се купиме цело време на плажата кај на Стења, а некако ще идеме и преку планината на Охридско, Трпеца или Љубаниште. Како мислиш цело време и преку зима? Татко ми изиме, јас и другарите само од мај до октомври. А не ви студи? Не, навикнати сме. А цело време сте на плажа? Да бе, на 20 метри ми од куќа плажата. Кога одиме со тато по риби, ме пушти зиме да се капам. А ти имаш симпатија? Но овие двајци ми е Лидија, а она мене ме сака. Како да не? Мојата девојка се вика Даниела, ама најверојатно ќе раскинеме, дека некако повеќе си одговараме со Вест. Ке раскинате? Девојка. Да, бе, имаме слики на Фейсбук заедно, ако сакате да ја видите. Абе, доста фалење имаме ова, имаме оно. Ајде да почнеме со турнирче. Какво турнирче? Ке видиш, играме FIFA на сладолед. И какво изненадување во финалето. Голема штета што Боки се најави како фудбалски крал. Тука гостино Стојанче од Лигата на шампиони води со 4-0. Меѓутоа, мали, доста ми сметаш во играта. Но почекајте, века не е 4-0, века е 5-0. Каков дебакл за Боки? Бе, ти за кој си, за мене или за Стојанче? Плюс он тебе прв те поведе. И крај, победа за Стојанче, ништо за Боки. Се извинувам, може да на тоалет? Првата врата ли во походникот? Плана фана Боки тапа, не растури. Кај да знаев дека знае да игра? Добро што имаме резервен план. Да. Се надевам ќе успее. Значи, ја ќе удам и вие знаете што да направите, така? Од кај си научил вака да играш фудбал? Кај другар ми баже, па ги фати зиме, нема многу што да се прави, подиме кај него играме PlayStation. Имате PlayStation? Да, оти да немаме. Ја мора да одам. Треба да му помогнам на брат ми со моторот. Брат ми има Honda, огромна, 360 вози. Ај, чао. Чао, Бокица. Се гледам утре. Поздрав и нема да ми купува сладат. Абе, сакате да одиме кај духот во подрумот? Може, ајде. Сакаш? Освен ако не се плашиш. Не се плашам. А каков дух? Во подрумот има дух. Да.
Година исчезнаа неколку луѓе од зградата. Ние знаеме дека се жртви на духот. Сакате да одиме? Ајде. Ајде. Отворете убаво очи. Може да се крие било каде. Него не му е тешко да помене низ решетки. Не се плашете, имам батерија. Од кај најде? Секогаш не сум мала од батерија со мене. Дека кај на села нема светла по улиците. Па ако те стенува да гледаш кај одиш, да не си спотепаш по патот. Гледате, шо имamo на нам? Изгледа да го најдовме духот. Кој гаси светло таму? Детишта, пак играте тука. Кој беше тоа, духот ли? Не. Само дето си ме. Не даваш си играме по подрумот. И стало ме брка. Слегувај. Само ако ја видам уште еднаш да играте во подрумот. Тешко вам. Разбра? Да. Кај? Ме наместивте! Ќе ми платите за ова! И ти, Манки! И ти, Мани! Вечерта Зоки, Поки и Стојанче си разговараа до доцна во ноќта. Не им се спиеше, сватија дека им оди муабетот. Покрај многуте разлики, открија и многу сличности. Зоки самиот предложи да спие на помошниот кревет, а неговиот му го отстапи на гостинот. Му призна и за плановите што му ги подготвиле со другарите како жежок пречек. И му се извини. Но Стојанче не се налути. Напротив, толку гласно се смеја за денешните незгоди на Боки што... Ако продолжите да галамите и да се смеете, ќе се јавам на тетка Снежи, ќе дојде да го земе Стојанче. Јасно? Јасно. Јасно. Ајде сега спите. Добра ноќ. Добра ноќ. Саботава сепак не излезе толку лоша. Зоки дури му го спакува остатокот од тортата на неговиот другар за по пат, а се договорија летото да одат заедно на плажа во Стење.